Добро вечер, вие сте повторно со најновото издание на емисијата Разговори. Вечерашна тема е Македонски железници, низината организацијска поставеност, модернизацијата, дали ќе се реновираат железничките станици во Полошко, кои се идните планови на Македонски железници, кои беа причините за неотамнешниот штрајк на вработените. Ова се само дел од прашањата на кои ќе побараме одговор од господинот Кенан Авдија. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на телевизија Ултра. Добро вечер и добро најав. Имаме голем број на инвестиции во Македонски железници, но за тоа ќе поразговараме малку подоле во емисијата. Она што најповеќе не интересира е неодамнешниот штрајк кој што го имавме од вработените. Може ли не кажете поради кои причини се тоа ова се случуваше, дали може би крупните и значајните инвестиции кои ги имаше Македонски железници доведовме до недостаток на финансии, па може би поради тоа беше и штрајкот? Не. Штрајкот има последици, ги влече уште од минатата година, од 2016, од мај месец, кога почна штрајковите во грчките железници, мигрантската криза, која се блокираше коридорот 10, и од тогаш дефинитивно имавме огромни финансиски проблеми, бидејќи во тој 4-месечен период целосно коридорот 10 беше затворен, сите странски комитенти ги раскинаа договорите, бидејќи траеше предолго блокадата. За тие 4 месеци нашите комитенти ги раскинаа договорите, си бара и тие алтернативи. Така да сето тоа придонесе да Македонски железници имаше финансиски проблеми во смисла од оние договори што беа раскинати, покрај тоа што го раскина договорот за работа, ние имавме и тужби од истите тие комитенти во вкупна вредност околу 5 милиони евра. И сега ако го имаме тоа во предвид, дека тие 5 милиони евра ние не можевме во истиот момент да ги надокнадиме со почнувањето на работата, тоа почна со долговлекува. Извесен период наидовме на разбирање кај вработените, меѓутоа во почетокот на 2017 јануарската плата, која што каснеше веќе 2 недели, најавија штрајк, меѓутоа тоа не беше штрајк, туку беше протест. И тука навистина се искомплицира дополнително ситуацијата, бидејќи кога имате штрајк, штрајкот треба да оди законски со минимално функционирање, не само најава, туку минимално функционирање на железницата, бидејќи со тоа можеме да покриеме дел од транспортот со оние договори што ги имаме со комитентите. Во овој случај договорите мораа да бидат раскинати, бидејќи ненајавен штрајк целосно го блокира железничкиот сообраќај и веќе не можевме да имаме разбирање од комитентите. Да, тука не се работи само за транспорт на патници. Не е само да. Значи, поголемиот проблем е тоа што ние имаме договори кои што треба да се придржуваме кон тие договори со комитентите и во тој случај имавме загуби, со тоа и моравме да каснеме со исплата на плати. Во тој момент генералниот директор кој што беше актуелен тогаш даде оставка и навистина ни требаа 2-3 недели да можеме да се консолидираме за да може да продолжиме понатаму со изборот на новиот генерален директор, со финансиски средства кои што ни ги додели владата на Република Македонија. Полека се стабилизиравме, меѓутоа до каде сме сега стигнати? Сега треба да се исплати за останатава плата вториот дел, така да од за наредните 2 месеци ќе имаме се уште ќе имаме проблеми, но се надевам дека доколку имаме разбирање, информирани дека за толков период ќе биде се уред. Доколку имаме разбирање во иднина од вработените и секако од комитентите, постојано соработуваме со нив, контактираме за да може да имаме разбирање барем наредните неколку месеци како би можеле да се стабилизираме и да продолжиме понатаму. Евентуално, ако повторно се најави некоја повторна мигрантска криза, која што се најавува, така, доколку повторно имаме проблем со грчките железници, со Солунското пристаниште, проблемот може повторно да се искомплицира. Но се надевам дека нема да дојде до тоа. Како сте организацијски поставени во сето ова работа, во функционирањето на Македонски железници? До 2007 функционираше како едно јавно предпријатие, од 2007 се поделија на два правни субјекти. Тоа се акционерското друштво Македонски железници транспорт и јавното предпријатие инфраструктура.
Јавното предпријатие инфраструктура има околу 1300 вработени кои што се грижат за 1000 километарската пруга заедно со железничките станици и сигнализацијата за тие пруги, додека акционерското дружба Македонски железници и транспорт се грижи нели за возовите кои што треба да има непречен транспорт на патници и стока. Значи, надзорниот одбор, каде што сум јас член, врши финансиско и материјален надзор над работата на управниот одбор, кој исто така брои 7 члена. Од тие 7 члена се бираме ние председател на управниот одбор, кој што е всушност генерален директор, а останатите 6 се директори на секоја подружница одделно. Да поразговараме веќе и за оние инвестиции кои што ги подготвувате, секако ќе се причека малку за да се среди финансиската состојба со исплата на платите, нели спомнавме за околу 2 месеци очекувате да се завршат финансиските проблеми. Би сакал да ве прашам што е со реновирањето на железничките станици, особено за Полошкиот регион, како најголеми два градови во Полошко се Тетово и Гостивар. Дали планирате реконструкција на двата постоечки објекти? Така, околу инвестициите во инфраструктура, односно во железничките станици, од вкупно 15, веќе целосно се реализирани 9, 2 се во фаза на реализација, би требало за неколку месеци да завршат, што значи сите 15 ќе бидат реновирани. Значи, тука нема сомнение. Целосно 9 се завршени, тоа се железничката станица во Скопје, Табановце, Велес, Градско, Неготино, Демиркапија, Богомила и Прилеп. Гевгелија и Битола се во завршна фаза и продолжуваме со останатите кои што остануваат до оние 15 за да се завршат, за да се комплетира целосно таа. Во тие се Гостиварите сега, така, да. Токму така, значи како што може да видите, од оние што веќе се реновирани, таму се врши целосно реконструкција на крововите, на електрична и водоводна инсталација внатре во просториите, пероните се реновираат за да може да има пристап за инвалидизирани лица, се поставаат системи за информирање на патниците. Така да таа инвестиција која што е од Европската банка за обнова и развој во вкупна вредност од околу 3 милиони евра би требало до крајот на годинава или почетокот евентуално на наредната година да се комплетира целосно. Се надевам дека нема да има некакви неочекувани проблеми, би требало до крајот на годината или евентуално, како што реков, до наредната да завршат. Имаме и модернизација на патничките возови. Дали ќе помине некој патнички воз и на оваа пруга од Скопје до Кичево? Сигурно, да. Во изминативе година и пол имаме нови патнички возови, може тоа да го видат и самите граѓани. Моментално имаме 5 кои што се порачани, 3 се целосно во функција, 2 веќе се во тест период. Тие пристигнаа пред околу месец дена, меѓутоа има технички лица дојдени од Кина кои што вршат технички, проверуваат дали се технички исправни, да. Таа инвестиција е негде околу 25 милиони евра. Со тие 5 ние веќе имаме 60% обновено, имаме обновено патничкиот железнички сообраќај, што значи оние 40 остануваат за наредните година дена. Договорот е повторно склучен со истата фирма за нови 5 гарнитури кои што очекуваме дека според реализацијата би требало да се комплетираат тие до наредната година кон крајот, така да ќе имаме и јас сум убеден дека и овој дел на Западна Македонија ќе возат новите возови кои што се по сите европски и светски стандарди. А набавувате ли товарни вагони дополнително? Да. Минатата година беа порачени 150 и пристигнаа тие 150 товарни вагони кои што беа неопходни за македонското стопанство. Ние располагаме негде околу 1200 товарни вагони, меѓутоа од нив само 700 беа во функција. Сега со новите 150 ние навистина може да се пофалиме дека располагаме со нови вагони во соседните држави, например. Во изминатите години ние постојано баравме од нивните железници да ни позајмат товарни вагони за да може да ги покриеме сите побарувања на комитентите кои што ги имавме.
За прв пат минатава година и оваа сега ние им даваме, значи ние им излегуваме во пресрет на нашите соседи со нашите товарни вагони, бидејќи се навистина посакувани, бидејќи се нови, технички исправни и не им носат загуби на истите. Така да во овој период ние имаме суфицит од нашите возови, од нашите вагони кои што ги даваме на соседните држави, па дури патуваат и до Западна Европа. Сега, ако имаме нови вагони, нови возови, сигурно би требало да се реконструирате и депото. Така. Депото во Македонски железници скоро 38 години беше потполно заборавено. Значи, тие работници таму беа оставени на милост и немилост на времето. Во тие услови во кои што работеа до сега навистина беше огромен проблем и често пати тој револт се изразуваше преку вработените, преку синдикатите и дефинитивно оваа влада најде начин да со помош на предпристапните фондови на европските фондови да може да им излеземе во пресрет на тие вработени. Значи сега се врши целосна реконструкција на депото, тоа се всушност сите работилници кои што се под Македонски железници. Инвестицијата е околу 2 милиони евра. И таму се вршат целосно реконструкција на покривите, потоа фасадата се менува целосно со енергетски ефикасна, се менуваат електрична инсталација со нови неонки, штедливи светолки за подобра видливост на вработените, се менува целосно подот на самите хали, се менува и водоводната инсталација, целосно амбиентот, едноставно целиот амбиент се менува. До крајот на годината ќе заврши целата таа инвестиција. После тоа се носат и системите кои што доаѓаат со новите возови, така да тоа се диагностички уреди кои што им помагаат на вработените при сервис и ремонт на самите возови, бидејќи сега со новите возови вие имате систем кој што веднаш го приклучувате и го лоцирате дефектот, за разлика од порано кога што мораше целосно да се бара механички и од искуство дефектот. Сега целата таа работа ќе се убрза, тоа е и финансиски подобро и за самите вработени е многу полесно за целосно да може возот со самото влегување во Македонски железници побрзо да се заврши и да се пушти на линија. Добро, со оглед тоа дека се ново не би имало потреба долго време да се вршат поправки, затоа имате и можност да го реновирате депото, бидејќи нема активности многу внатре. Но во Македонија на големо се градат автопатишта, па некако се заборава да се потсети што тоа се гради во железницата. Мислам дека се работеше за коридор 8 и коридор 10, дека имаме изградба. До каде сме со тој проект? Значи, проблемот што го споменав преска со штрајковите во Македонски железници, тоа е токму дел од тоа е поврзано со не само со штрајковите што ги имаме во Грција, со мигрантската криза која што ја споменав, не само со светската економска криза и европската должничка криза, токму проблемот, голем дел од проблемот се јавува со тоа што ние, бидејќи ние сме поврзани само со еден коридор. Македонија е поврзана само со север-југ. Ние излегуваме само на грчките пристаништа. Доколку се реализира, а јас сум убеден дека до крајот на 2022 ќе заврши целосно коридорот 8, кој што ќе ни даде нова можност, нова шанса да се поврземе со две нови држави. Значи, на исток со Република Бугарија, на запад со Република Албанија. Не само заради патниците кои што ќе може да патуваат во овие две соседни држави преку железница, туку и за транспортниот сообраќај, бидејќи ќе излегуваме на нови пристаништа. Секој застој што би можел да се јави на коридорот 10, ние ќе може да го компензираме со овие два коридори. Значи, коридорот 10 е во финална фаза со реконструкција на 55 километарската пруга, која што завршува оваа година. Сега останува оној најголемиот проблем, коридорот 8, кој што дел постои, дел треба да се изгради. Ќе почнам поединечно. Значи, коридорот 8, кој што не поврзува со Бугарија и Албанија, е поделен на три дела. Источен, централен и западен дел. Источниот дел е всушност поврзувањето на Куманово до Република Бугарија. Таа должина е околу 90 км. Централниот е од Куманово до Кичево во должина од 150 км, кој што постои
и западниот дел од Кичево до Лин, Албанија, во должина од 63 км, кој што исто така целосно треба да се изгради. Источниот дел кој што го споменав со Република Бугарија е поделен пак на 3 фази за полесна реализација. Првата фаза од Куманово до Белјаковци, таа постои во должина од 30 км, само се врши реконструкција. Таа делница ја работи германска фирма Вибе, која што до крајот на годинава ќе заврши. Втората фаза, таа инвестиција е негде околу 46 милиони евра. Втората фаза од Белјаковци до Крива Паланка во должина од 36 км, таа треба целосно се изгради. Во завршна фаза е проектот, се избира фирма, се надевам дека до крајот на годинава ќе се избере фирмата, од наредната ќе почне со реализација, до 2021 според нашите планови би требало да заврши со изградба. Третата фаза, која што е од Крива Паланка до Деве Бајр во должина од 24 км, таа е всушност најкратка, но е најкомплицирана и најмногу ќе чини финансиски. Реков, првата фаза е 46 милиони евра, втората фаза е 150 милиони евра, меѓутоа третава е 340 милиони евра. Толку е скапа бидејќи е лош теренот, треба да се изградат цели 25 тунели, 45 мостови и сето тоа донесе до тоа навистина многу да чини. Но се надевам дека и таа до 2022 ќе заврши. И паралелно со нејзе се работи и на западниот дел, кој што е многу интересен нели за овој дел на Република Македонија, од Кичево до Лин, Албанија, во должина од 63 км. Таа делница е околу 340 км и таа исто така во проектна фаза. Истовремено и таа се бира фирма изведувач и се надевам дека до 2022 и таа ќе заврши. Така да, после 2022 може да зборуваме за тој коридор 8 кој навистина многу ќе предонесе не само за македонски железници, туку воопшто и за граѓаните на Република Македонија и за целото стопанство. Ако добро успева да ве следам и да рачнам математички, околу 450 км треба да се изгради железничка пруга. Така се предвидува. Да. Во ред. Каква е реакцијата на граѓаните, на патниците со овие бесплатни патувања? Има една мерка која што ја понуди владата на Република Македонија и е максимално искористена од граѓаните. Тие се 4 категории на граѓани кои што имаат бесплатен превоз. Првата категорија е пензионерите, односно старите лица за жени до 62 години, маже 64, кои што имаат секој втор викенд бесплатен превоз. Од таа категорија имаме, според нашата евиденција, има искористено околу 40.000 пензионери. Втората категорија се младите лица до 27 години, кои што имаат секој прв и трет викенд во месецот бесплатен превоз. Од таа категорија пак имаат искористено 50.000 млади луѓе. Третата категорија се студентите кои што имаат бесплатен секој четврток превоз. Тие при патувањето треба да имаат заверен индекс со заверен семестар, нели? И четвртата категорија се средношколците кои што имаат средношколска среда, бесплатна средношколска среда. Навистина имаме огромен интерес од граѓаните, тоа може да се види и по искористеноста на овие бенефити што ги имаат од владата на Република Македонија, но мислам дека се повеќе и повеќе ќе се искористува, бидејќи дел не беа информирани, дел се уште мисла дека македонски железници се оној застарен тип на функционирање. Сега со новите возови, и целосно кој ќе биде обновен возниот парк за целата државна мрежа кој ќе може да функционираат тие нови возови, јас сум убеден дека процентот се уште ќе расте уште повеќе. Секако имиџот го подобрувате. Како се подобрува ли имиџот на македонски железници со вакви мерки? Доколку се повикаме на статистиката што ја имаме, ќе направам само една споредба. 2015 статистиката покажува дека разликата меѓу 2015 и 2016 патничкиот сообраќај е зголемен за цели 200%. Во товарниот сообраќај, последниот квартал од 2015 и 2016, според Државниот завод за статистика, процентот на зголемување на товарниот сообраќај е за 44% поголем. Што значи дека ако продолжи трендот како што е планот со обновување на возниот парк, со обновување на
на железничките пруги, каде што ќе може да по новите пруги ќе може да се возовите да се движат со проектираната брзина од 120 км/ч, што придонесува за помало време на патување. Со добри услови за патување со самите возови, јас сум убеден дека процентот се уште повеќе ќе расте, тоа значи дека имиџот на македонски железници ќе се зголемува. Спомнавте инвестиција која што треба да заврши до 2020 година и со набавка на возови, тоа приближно некаде иде околу 1 милиарда евра, а претходно ве критикува дека воопшто ништо не се инвестира во македонски железници. Слушнавме голем дел на инвестиции, слушнавме дека имиџот се подобрува, но дали имаме некакви критики се уште? Мислам дека критиките нема да престанат, бидејќи таму кај што ќе се вмеша политика, тука веќе не можеме да зборуваме за стручност, компетентност, за факти кои што можат само граѓаните да ги проценат. Доколку некој мисли дека со вложување од 1 милиарда во македонски железници за држава која што е Република Македонија со 2 милиони жители, ако мислат дека толку многу финансиски средства не се доволни или се погрешни, тогаш навистина нема простор за дискусија. Во патничкиот сообраќај 43 години воопшто не беше инвестирано во нов воз. Ако претходно критиките беа дека воопшто не се инвестира во македонски железници толку децении, а сега веќе се работи со полна пареја. Значи се работи навистина интензивно, за да може да се дојде до 1 милиарда вложувања во македонски железници, навистина требало 5, 6, можеби и 8 години интензивна работа, подготовки на владата на Република Македонија, на Министерството за транспорт и врски, на македонски железници, на двете, и на инфраструктура и на транспорт, за да може да дојдеме до оваа фаза до која што сме сега. Затоа, ако навистина некој мисли дека со толку вложувања, со нови возови, со нови железнички станици, со услови кои што се стремиме кон Европската Унија не е во ред, тогаш мислам дека е сувишно да се разговара за тоа. Ќе оставиме граѓаните на Република Македонија, патниците кои што секојдневно одат по македонските пруги да проценат сами. Добро, ние по возрастите добро се сеќаваме, вие сте далеку помлад од мене, можеби не се сеќавате за таа конзерва што ја велевме. Так. Имавме еден воз кој што го нарекувавме конзерва, па доколку се одеше за Кичево би требаше околу час и половина од Гостивар до Кичево се стигне, но кога сме ке Кичево, таму е вовчето Чиро. Ке се обидете ли нешто ви од македонски железници да го ставите на некоја локација каде што би можели да предизвикат сето тоа и туристичка атракција, првиот воз во Република Македонија? Значи, вовчето Кирчо, кое што е познато нели од самиот историјат на македонски железници, има две вовчиња, значи покрај тоа што е во Кичево, има и уште едно во Скопје, во општина Ѓорче Петров. Тоа е изложено во самиот парк во општина Ѓорче Петров и секако дека е во план да се реализира и тоа што го споменавте вие како туристичка атракција. Меѓутоа за ова може да разговараме во моментот кој ќе одлучиме на каков начин ќе се изврши целата таа замисла. Не би сакал ништо конкретно во моментот да се предвида одити со електронско издавање на картите за патување, но и дали воедно се планира и нови вработувања? Вработувањата се течат во континуитет, секако дека потребни се новите вработувања. Поготово сега во оваа фаза кога што имаме нови возови, каде што ни требаат технички лица кои што треба да имаат познавање од новите системи за самите возови. Околу електронското... така, да. Околу продажба на билети. Да, тоа е во фаза на реализација. Тој проект е од Европската банка за обнова и развој со помош исто така и на владата на Република Македонија, каде што ќе се воведе нов систем на наплата, односно продажба на билети. Тоа ќе се до крајот на годината ќе заврши овој тест период и од наредната би требало, според нашите проценки, да почне да функционира. Значи, тоа се системи кои што ќе бидат поставени апарати на самите железнички станици, тие ќе бидат поврзани меѓусебно и исто така и ќе можат да се порачуваат и онлайн карти, значи преку компјутер.
тие билети кои што ќе се купуваат од самите апарати ќе треба да се валидираат во самите возови, каде што и таму ќе има апарати за валидација. И тоа е систем преземен од Европа кој што треба да се имплементира овде, бидејќи ние се стремиме кон Европската унија и кон оние европски и светски стандарди. Ке мора да се исклучи со текот на времето оној класично купување и продажба на билети. Единствено и ние треба малку европски да се понашаме, ништо повеќе. Она што на секој мој гостин го поставам како прашање е колку тоа моменталната политичка ситуација или криза влие врз работата на македонски железници? Многу влие. Доколку владата беше стабилна, доколку не беа овие политички превирања, ние сите овие фази што ги теравме ќе бевме многу понапред. Значи во многу позавршна фаза, некои работи ќе беа целосно завршени, немаше да имаме дополнителни финансиски импликации од целава ситуација, но јас сум убеден дека доколку за кратко време се реши оваа политичка криза, македонски железници ќе застанат на вистински нозе, на здрави нозе. Доколку продолжи вака, навистина не знам како ќе се справиме во наредниот период, макар што ние сме спремни на сите можни сценарија, но ете, да бидеме малку оптимисти. Се надевам дека ќе се реши политичката криза и не само македонски железници, од стопанство во Република Македонија да може да тргне во нагорна линија. Поразговаравме и за проектите и за реализацијата, но можеби нешто и испуштивме што тоа македонски железници го планира за во иднина. Нешто што не успеавме да го начнеме во овој разговор. Така, во принцип, тоа се плановите во наредните години кои што треба да се реализираат. Сите овие проекти кои што ги набројав ни се приоритет да се завршат. Да не дојде до некаква непредвидена ситуација, дали од политичката криза, дали од, не знам, мигрантска криза или било што, да се одолговлечи, да се одолговлечат овие проекти. Нашата цел е во иднина процентот на искористеност на патничкиот сообраќај и на товарниот сообраќај да дојде до едно повисоко ниво, како што е во Европа. Да речеме, во Европа патничкиот сообраќај помеѓу општините се реализира 99% преку железницата. За разлика од нив, во Република Македонија и околните држави, искористеноста е 15%. Значи, огромен процент на неискористени патници. Истото и се рефлектира и на товарниот сообраќај. Така да, нашите цели и приоритети се во иднина да имаме брз, квалитетен транспорт на стока и патници и што поголема искористеност на македонски железници од страна на стопанството и на патниците. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата Разговори на телевизија Ултра. Ви очекуваме што поскоро на железничките станици во Гостивари и во Тетово да се започне со реализација на овие две железнички станици. Ви благодарам на поканата, се надевам дека македонски железници ја доближивме до вашите гледачи и убеден сум дека за кратко време ќе се видиме со некој добар повод. Да, почитувани, се надевам и јас дека македонски железници ги доближивме поблиску до вас, а од мене ми останува само да ви посакам пријатна вечер и да останете со програмите на телевизија Ултра.